За 10 дена се очекува да започнат градежните работи за реконструкција и проширување на улицата Борис Трајковски, трета фаза. Договорот денеска го потпишаа градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски и вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Поред проценките се очекува булеварот да биде завршен за 18 месеци. Проширувањето и реконструкцијата на третата фаза од Борис Трајковски ќе се врши на потек од фабриката Стаклара до влезот во населбата Пинтија со вкупна должина од 2200 метри. Овој булевар ќе има 4 ленти, ќе биде широк со лентите околу 14 метри, тоест 13,75 метри. Од двете страни ќе има пешачки патеки, исто така ќе има и велосипедска патека во двата смера. Ќе бидат заменети постојните инсталации долу што се телекомуникацијски, електрични инсталации и останатото. Со ова ќе се добие еден нов, модерен булевар, кој што ќе овозможи побезбеден сообраќај, кој што ќе овозможи да луѓето кои што се движат према Драчево, према Батинци, Студеничани, Зелениково, па и регионалниот пат према Македонски Брод, да можат побезбедно и побрзо да доаѓат во Скопје или да одат од Скопје према овие населени места. Средства за реализација на овој капитален проект се обезбедени преку долгорочно домашно задолжување на град Скопје, кој потпиша договор за подзаем со Министерството за финансии. Сите ние кои што патуваме понекогаш или секојдневно на тој дел од градот, знаеме каква е гужвата таму и колкав број на возила минуваат и какви се инфраструктурните услови. Тоа е булевар што е граден пред повеќе, односно улица што е градена пред повеќе од 30 години, која што не е реконструирана во тој дел и која што сега со оваа реконструкција ќе биде проширена и комплетирана во делот на атмосферска канализација, осветлување, сигнализација и се друго што треба да го има еден модерен булевар. На тој начин ќе им го подобриме квалитетот на живот, патувањето пред се, но и безбедноста на граѓаните што живеат во Драчево или во Пинтија и сите други населени места во тој дел околу градот Скопје. Ставрески посочи дека соработката со градот Скопје е одлична и досега се реализирани заеднички проекти од околу 9 милиони евра, каде што влегува и капиталниот проект за подобрување на водоснабдувањето на Шуто Оризари, како и набавка на возила и машини за потребите на комуналните претпријатија.